Денес се наоѓаме во продукција Скендеровски, каде што е во текст снимањето на спотовите за дел од песните од вториот циклус на музичкиот проект Македонија во срце те носиме. Бојана Скендеровски е дел од тимот и меѓу главните двигатели на овој проект, но во исто време и учесник на истиот. Па еве да слушнеме што се подготвува за вториот циклус на проектот кој што стана омилен ширум Македонија и кој што публиката со нетрпение го очекува да го види повторно со нови преработки, а со истата успешна и добро позната екипа. Добро утро, Ирена. Драго ми е што сум повторно на фреквенцијата на Алфа. Па ќе има многу интересни нови нешта, иако во глобала тоа е истиот оној добро познат проект кој што нашата публика го обожува. Интересното во оваа сезона на овој проект е тоа што имаме две заеднички песни. Едната е сосема нова, авторска, а другата е исто така преработка на една наша македонска култна народна песна, родолюбна. И мислам дека ова ќе биде многу добро освежување за сите оние кои што го следат нашиот проект и ќе пренесеме една многу убава енергија и една многу силна порака во нашата нова авторска песна, која што мислам дека одамна сакаме да ја предадеме на гледачите. Деновиве еден по еден полека се лансираат и се промовираат спотовите, може публиката да слушне дел од преработките, но веќе полека доаѓа она време кога се подготвувате и за концертите, односно настапите ширум земјава, па може ли еве да најавиме кога ќе започне вториот циклус, каде се ќе има концерти и кога публиката може да ве очекува и да ви се радува во нивните градови? Следи најубавиот дел, тоа е нашиот концертен караван кој што ќе започне на 26 август од Охрид. Многу ми е драго што ќе го фатиме летниот период во Охрид, затоа што е нашиот бисер на Балканот и мислам дека ќе направиме една многу убава атмосфера покрај езерото. Подоцна следуваат Делчево, Велес, Прилеп, Битола, Струмица и извинете ако пропуштив уште некои, 8 концерти се на број. Навистина едва чекаме да застанеме на сцена пред нашата публика и заедно со неа да ги пееме нивните омилени песни. Минатиот пат беше волшебно, беше прекрасно и едноставно тоа е нешто што сите нас како учесници на овој проект ни прави најголема сатисфакција. Овој проект да живее меѓу народот, затоа што и токму е направен заради народот. Секој еден од вас, што беше дел од првиот проект, остави дел од својата душа и од своето срце на снимањата, на концертите, на патувањата во тој прв циклус или прва сезона. Што за тебе лично значи се тоа и цела оваа приказна во твојот музички омаж, па и личен? Јас некако малку поинаку го доживувам овој проект затоа што сум и на некој начин автор, односно организатор на сето ова што се случува како Македонија во срцете носиме. Јас многу емотивно го доживувам овој проект во целата она еуфорија на спремање на песните, на спремање на видеозаписите, на фотографирањата, па се до излегувањето на концертните сцени, така да емотивно сум врзана, го чувствувам како свое дете, затоа што ми е драго што успеавме да покажеме дека македонските изведувачи, македонската музика и така како е популарна помеѓу својот народ и за мене ќе биде секогаш на посебно место во моето срце, а како музички аспект на овој проект во мојата кариера значи премногу. Она што го доживеав минатиот пат со Заветна и пораката која што беше пренесена и како публиката тоа го зема за свое, беше за мен едно од најблескавите моменти во мојата кариера, кое што ќе ги паметам додека сум жива. Се надевам дека и со оваа нова композиција и нова преработка ќе го постигнам истиот ефект, затоа што секој од нас кој што е во овој проект како учесник мора да остави дел од својата душа, затоа сме и во оваа комбинација. Не е така случајно ништо. Секој од нив поединечно остава душа, остава срце и тоа се гледа и затоа луѓето и го сакаат. Ти благодарам за разговорот, те оставам да снимате, ви посакувам успешна работа, а ние со нетрпение ќе очекуваме да ги видиме и тие два видеозаписи за заедничките песни, кога ќе бидат готови. Благодарам што ја следите нашата работа, ви благодарам на поддршката и да се видиме на концертите низ Македонија. Тоа сигурно.